Олабавувањето на мерките ќе зависи од здравствениот статус на граѓаните. Се најавува скрининг на населението, но ќе се добие ли реалната слика? Микробиологот доктор Билјана Ќурчич смета дека најдобар начин да се направи детална анализа на состојбата со коронавирусот во Македонија е преку комбинација на серолошките и молекуларните тестови. Пикот на короната помина, но остана отворена дилема. Што потоа? Прашање кое ги тишти граѓаните не само во земјава, туку низ целиот свет. Како да се добие вистинската слика за тоа колкумина биле во контакт со вирусот, а можеби не знаеле? И како да се направи реален скрининг на населението? Микробиологот доктор Билјана Ќурчич вели оти најдобар начин да се направи детална анализа на состојбата со коронавирусот во земјава е преку комбинација на серолошките и молекуларните тестови. Интересот кај граѓаните за комбинираните тестирања бил зголемен, вели таа. Најважно да се направи комбинација на двата теста. Прво, за да се знае дали сте дошле во контакт со вирусот. Второ, да се знае во кој момент треба да се земе бриз. И трето, согласно со комбинацијата на сите резултати, точно да се знае дали пациентот е инфективен за околината, колку време треба да седи дома и за колку време смее да се врати во нормалниот живот, безбедно и за него и за целата околина. Само на тој начин може да се справиме со пандемијата и да ја запреме. Луѓето сами сакаат пред да излезат надвор и пред да се вратат во своите нормални животи, да си го знаат статусот и да си објаснат некои контакти, јасни, нејасни и така натаму, и сами бараат да видат дали дошле во контакт со вирусот или не. Олабавувањето на мерките кое го најавува владата, враќањето на работниците на своите места, но и планирањето на годишните одмори. Во голема мера ќе зависи од здравствениот статус на граѓаните. Болницата Аџибадем Систина стартуваше со брзи молекуларни тестови, каде преку земање бриз пациентите за 30 на минути добиваат точен резултат за присуство на вирусот во организмот. Токму овие PCR тестови се клучни за тешко болните пациенти, чиј живот зависи од брзината на добиениот резултат. Веќе од минатата недела во нашата институција почна да се работи брз PCR тест кој што е со иста сензитивност и со иста точност како и останатите молекуларни тестови, каде што резултатот се добива за 1 час. Мислам дека тој ќе биде идеален заради сите оние кои што ќе треба итно да патуваат и ќе ги направат практично двата теста, серолошкиот и овој брзиот PCR тест е брз само заради тоа што се даваат обеднаш резултати, меѓутоа е на ниво комплетно на она што се работи во светот со молекуларни тестови. Инаку ковид пандемијата во земјава фатално заврши за граѓани кои со денови ги чекаа резултатите од тестирањата во државните институции или пак чекаа термин за да бидат тестирани. Токму тестирањата и строгите алгоритми предизвикаа бура реакции во јавноста и незадоволство од работата на институциите.